на доктор Рајс. Значи доктор Рајс тука е Влашките колиби, поточно местото. Така се вика, значи доктор Рајс. Доктор Рајс е малце погоре, ама овде терен се вика Влашките колиби, таму кај што беше она куќата, тоа е на Зикот, а овде е караулата. Значи првата тука. Така ја заминавме караулата. Тука негде, па ева е тука скоро 50 метра под нас, негде околу 1600 метра, не чини тука дека е надморската. Со нашето ловечко око евене на Кајмакчала. Тука сме за да ја проследиме джип турнејата што ја организираат битолчани Маријово 2012. Ова, треба да потурнат малце. Први моторџиите, за колку време дојавте? Пред нас сте половина час веќе. Ма, не бе, сати нешто. Сати нешто. Сати нешто. Сати нешто повеќе.
Ама повеќето на нозе патот го поминуваат. Не. Па добро, Дел. многу е ридест. Мора така. Мора така да се вози. Во програмата пишува дека буквално ќе ја запознаеме како изгледа на врвот на Кајмакчалан црквата Свети Петар, а исто така и дека ќе ги посетиме културно-историските споменици од Првата светска војна, во кои што се расфрлани коските на оние на кои што не им се знаат имињата, но на оние кои што на овој дел од фронтот ги оставиле своите коски незакопани, расфрлани по линијата на фронтот. Разговараме со командирот на територијалната противпожарна единица Битола Костадин Поповски. Значи, Костадин, овде ништо не гори, сите уживаат во прекрасната природа на Кајмакчалан, но конкретно збор 2 за местово каде што се наоѓаме. Сепак ние на ова GPA се вклучиме како безбедносна екипа, да не дојде случајно да појава на секакви последици. Имаме една екипа која што е овде и една екипа каде што во кампот каде што ќе престојува. Иначе моментално се наоѓаме на највисоката точка на масивот Ниџа, односно на врвост на Кајмакчалан, каде што е место каде што е исполнето со голем број на анекдоти како од историјата, така и во денешно време. Познато е дека за Кајмакчалан е посинонимот за македонскиот врод за време на Првата светска војна. На овој терен могат да се водени големите крвави борби, во кои што борби активно учествуваше и местното население. Ова е височина на надморска височина официјално 2521 метар. Ние се наоѓаме моментално на самиот трап на самата граница, од левата страна ни е Грција, од другата страна е нашата територија, така да е место еколошко, од еколошка гледна точка е 100% чисто. Се надевам дека Многу чисто. Црквата Свети Петар е горе, изградена Таа веќе 100 години. Таа изградена е 928 година, 36-та обновена, до 50-тите години е направена костурницата од тогашните власти на Сојузна република Југославија, односно Република Македонија. Тоа е синоним на обележие за борбите кои што се водат за време на Првата светска војна на овој терен. А има и костурница која што буквално ни ги ежи коските кога ќе влеземе да ги разгледаме коските. Да, костурницата е синонимот на паднатите борци, поганите војници на овој терен, кои што, како што сите знаеме, беа донесени на целиот свет, од сите крајеви на светот беа на овој фронт овде, на ова наша Феда Меѓа се борија и крајната цел зашто се борија и самите знаат зашто се борија, али на жалост ги оставија своите коски овде на овој терен. Така да тоа е мал синоним кој што сепак е нека порака до целиот свет дека на крајот завршуваат сите во костурници. Благодарам многу за информациите и со ловечки поздрав, со добар поглед до наредната дестинација. Благодарам. Лековито е многу лековито растение. За стомачни, за други болести има во овие
Ова како се вика, извинете? Чемер или линцура му е Чемер. чемер. Чекајте да ви кажам, да најдем. Елате ќе ви покажам со цвет. Таму гледа со цвет. Таму исто, ама не се копа со ова. Многу е лековито, а во големи количини отровење. Линцура, да. Да. Саше, ти скопам јас. Од него Повара може некој. коренот се употребува. Корено, да. Абе со сечиот. Не фати. Не фана, фана. Не фати, ќе го поправаме джипот. Джипот за сега биде, ама и за сенка. 19 кадај. Сегде се наоѓа. Со, овде ако ги нема каде, ова е толчино, е него. Ево делче, да. Сегде. Еве. Сонив е толчино. Да. Некој метак ќе најдам за... Сте се натовариле бајаги. Мора. Бајаги. А шо караш бе? Шо караш? Шо е ова карање? Овие се на перо другарите. Еве ја првата Перо. мајца, Да, Перо, а другие и јас сум со Перо. Да. И јас. Сите, Знае кај ги носев тука бе бос. Леле. затоа. Кога да се гледам на телевизија? Ќе видиме. Од Телма сте? Ловечко око. Ловечко око. И со Телма. Притисок на плоч. Притисок да не избие лево, вигде тука право да избие. Правилно, јас сум. Чекай, застани така сврдете се. Да, ајде. Игаш. Колку бе дожидам тука. 50 години. 50. Има овде, а? Зато ви е правено ова тука. Ама како дојде вода да остане? Ајде да е пролетна рана. Од Кајмакчалан, после одмарањето покрај црквата Свети Петар, одиме во црквата Свети Димитрија во село Будимирци. Таму е предвидена
една друга програма која што предвидува да се запознаеме со локалните обичаи и особено со локалната Мариовска трпеза. Ajde. Ова се вика криотехнологија, нели? Абе ние го викаме казан за граб варење. Е топла пијачка. Угаро главнио. Чади. Чади. Е топла пијачка. Ова е чиста природна вода оддолу издивилена казано. Добро, кој се отјавни. За мерак пивото нема. За ова 40 степени температура само ладно пиво за Само сите и то учесници. камен. Чавето ти едно поло. Немаш представа. 1525 беше горе. Ујрум на ракија. Ама кој прави жетварска салата, правиш или? Ова е пинџур, тоа е шопска. Пинџур. Рамо пинџур. Македонска. Македонска, а? Леле. На здравје некаде. Здраве, Димаш.
Može. Ajde Zubavo, veseli sa srednjom. Činka bez ništa. Da šata i nije dan. Zavrti je човеко нека снима се. Да я видиме. Еве, Будимирска пастрмка. Речна пастрмка уба од голема река Трновка. Иначе Влашки ја фати од Бисица. Кажи убо. Браво. Ке дојде како ти да фати се, ке лажи да се хвали само. Слушај, ловецот и риболовецот се близко. Понеделник најубо, ке ти ја? Тоа е еден. Дури ловецот е цел А риболовец. тоа е еден. Ово има и рибо. Тоа е еден. Иако не излажа ти е кој друг. Едно со едно мислам. Бистро, дечки. Ова е истопасно, мора да ловчи. Па, затоа го промашите. Не го види. Он маскира. Маскира. Ај, стига, крени рака. Ова една вечер тука ќе бидете или 10?